Ги следите регионалните вести. Тетово и вчера беше единствен град во Македонија со високо ниво на загаденост на воздухот со канцерогените PM10 честички. До сега 134 денови во годината тетовци дишат опасен по здравје воздух, а надлежните не излегува со никакви мерки и препораки. Со измерено високо ниво на загаденост на воздухот со канцерогените PM10 честички, Тетово и вчера беше единствен град во Македонија. Како што стои на интернет страната на Министерството за животна средина и просторно планирање, само во Тетово е надминат прагот на информирање, односно кога во 5 последователни дена се измерени концентрации на суспендираните честички повисоки од дозволената вредност. Дека состојбата е алармантна може да се заклучи ако се погледне графиконот на измерените концентрации во текот на изминатава недела. Во понеделникот во 10 часот била измерена 10 пати повисока концентрација, а во четвртокот била измерена за 8 пати повисока концентрација на PM честичките. Овие честички од почетокот на годинава, односно од 139 изминати денови досега, атакуваат на здравјето на тетовци во вкупно 134 денови, а во една година не смее да има повеќе од 35 такви дена. Несреќата да биде уште поголема, тетовци дишат воздух во кој се мерат и недозволени концентрации на озон, а последното надминување се случило во понеделникот. Од изминативе месеци во вкупно 89 дена била надмината граничната вредност на озонот, а во интерес на здравјето не смее да има повеќе од 25 такви дена преку текот на целата година. Неизвестно е до кога ќе трае состојбата со загадувањето на воздухот кој го дишат тетовци. Надлежните не излегоа досега со никакви мерки и препораки и покрај тоа што загадувањето на воздухот карактеристично за зимски период во Тетово продолжи и во пролетниот период. Инаку PM честичките и озонот предизвикуваат иритација на очи и грло, кашлица, проблеми со респираторниот тракт, астма, оштетување на белите дробови. Ситните честички прав потекнуваат од издувните гасови на моторните возила, од индустријата, од прашината на улиците и од неконтролираното палење на отпад. А озонот исто така е клучен составен дел од урбаниот смог и се формира од други загадувачи, како што се гасови од моторни возила, емисии од индустријски постројки, паре и од хемиски растворувачи. 20-годишна девојка во Гостивар на засега неутврден начин и во нејасни околности се здобила со прострелна рана од куршум во стомакот. Девојката е пренесена на скопските клиники, а случајот се истражува. Полицијата истражува како 20-годишната девојка од Гостивар ја добила раната во стомакот од пиштол, поради која во тешка состојба е хоспитализирана на клиника во Скопје. Ранувањето се случило во домот на девојката, каде биле нејзините родители и сестра. Со сериозна повреда во стомакот, нанесена со огнено оружје, најверојатно со еден испукан куршум од пиштол, таа од најблиските со возило веднаш била пренесена во Гостиварската болница и по укажаната лекарска помош итно е префрлена на скопските клиники. Разговорот со најблиските на повредената, како и вештачењето на пиштолот најден во станот, треба да го даде одговорот што точно се случувало ноќеска на полноќ во Гостивар. Се расветлуваат сите поединости поврзани со овој случај, кој, како и зошто пукал и нанесол прострелна рана на девојката, односно дали станува збор за обид за самоубиство или е во прашање нешто друго. 20-годишната девојка здобила влезно-излезна рана во стомакот. 3 лица од Гостиварско биле нападнати од кучиња, бележи полицискиот билтен. 3 лица од Гостиварско биле жртви на напад од куче, како што бележи полицискиот билтен вчера вечер околу 20 часот. 43 годишник од Гостиварско Врањовце пријавил нарушување на јавниот ред и мир во близина на неговата куќа, каде најпрво бил нападнат од куче, а потоа и од неговиот сопственик, 29 годишник од истото село. Откако успел да се одбрани од кучето и се обидел да го избрка од дворот, сопственикот на кучето му се доближил, неколку пати го удрил со топаници по главата и телото и му нанел скршеница на носот, пошто му е укажана лекарска помош во Гостиварската болница. Нешто подоцна лицето е приведено, разговарано е со него и ќе се соочи со соодветен поднесок. Од полицијата информираат и за уште еден случај. 42 годишник и 14 годишен малолетник, двајцата од Гостиварското село Градец, вчера попладне околу 18 часот и 20 минути во отпадот за Старо железо во Добридол биле нападнати и каснати од куче.
Кучето кое било врзано на метална сајла наеднаш излегло од кучичката и се нафрлило на човекот и малолетникот, нанесувајќи им повреди по телата и екстремитетите. Двајцата биле пренесени во гостиварската болница, укажана им е помош и пуштени се на домашно лекување. Се расчистуваат поединостите поврзани со нивното присуство во отпадот и се друго. Според Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, член 29, за санкционирање на овој вид прекршок се предвидува глоба од 100 до 400 евра во денарска противвредност против сите оние чии кучиња ќе престрашат или повредат некое друго лице. Доколку станува збор за посериозни последици, тогаш можат да се соочат и со кривичен поднесок. Со соопштение до медиумите денес се огласи Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Поминаа 2 години од последните ветувања на ДПМН од Тетово, од кои реално граѓаните на општина Тетово не видоа ама баш ништо. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово бара од Општинскиот комитет на ДПМН од Тетово јавно да го презентира и образложи договорот за коалиција со Демократската унија за интеграција или со градоначалничката Теута Арифи, за кој, како што пред 2 години велеа дека се работи за коалиција од интерес на сите граѓани, се вели во соопштението на Општинскиот комитет на ВМРО НП од Тетово. Беше ветувано директор на комунално предпријатие, директори на градинки, председател или секретар на општината Македонци и помпезно најавуваната изградба на црква во централното градско подрачје. Од сето наведено, реализирано нема ништо, стои во соопштението. Со оглед на оваа моментална ситуација, Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија Тетово се прашува дали воопшто имало некаков договор или сето ова беше една од многуте предизборни лаги кои служеа за собирање на гласови и искористување на некаква си моќ за нечиви лични интереси. Стои во соопштението. По повод 24 мај, денот кога се чествува упокојувањето на дедо Доситеј, првиот поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија, се организира планинарски марш. Тргнувањето е пред црквата Свети Никола во Маврово, родната куќа Бојков Кладенец и Сандакташ. Поеѓањето е во 8 часот. Значи, добрата намера некако да се склопува во оној мозаик на добри дела. Јас посакувам да сретнувам луѓе, помалку одговорни, повеќе одговорни луѓе кои што со доброто дело го стеснуваат патот на злото. Тоа е веројатно потреба и на денот. Ваквата прилика се е споена со оној проект на Агенцијата за промоција на туризам во Македонија, посебно мене ме инспирираше и се вклучивме, како што во емисијата зборував, за откривање на просторот, да, низ Шар планина, низ Бистра, низ Кораб, меѓутоа и содржините во оваа цела предсказна. Тоа е еден проект, јас верувам, сигурен сум со Божја промисла да наставиме да по таа патека на Доситеј од трите села, тоа Свето Тројство негово што со Божјата промисла пројдеме низ 3 манастира, Кнежино, посебно Света Пречиста Богородица, кај што тој 7 години се замонашува и обстојува. Ако даде Господ, а и волјата, и намерата, и истрајноста наша, каква што била и возвишеноста на Доситеј, треба да се види Хилендар, што Доситеј тамо се осозна или ја промовираше на крај на кришата својот род, својот народ во Хилендар. Потоа неговите дела треба да бидат збогатени со стручноста на луѓето во Белград, во Српската православна црква, неговиот живот во Сремски Карловци, но неговата желба и истрајност, возвишеност во идеите, непоколебливост во делата, трајноста е Македонија, е Македонската православна црква, неговото устоличување, осамостување, а најповеќе неговата визија 200 години враќање на Охридска архиепископија во едно време за кое се зборува вака или онака, тоа се само можеби дневни интереси и разговори, трајноста е во делата на дедо Доситеј. 24 месецов има повторно еден датум кој го чествуваме, тоа е упокојувањето на дедо Доситеј. Што ќе се случува во рамки на овој ден? Појате, ветрот носи
носи убавото низ животот, низ земјава. Минатата година посакавме со група ентузијасти да оддадеме чествување во Маврово, во родната куќа и во црквата. Тоа го направивме со планинарското друштво Бистра и други планинари од регионов. Јас очекувам сите оние што го почитуваат делото на Доситеј да и оваа недела, значи сабота во 8 часот повторно бидат делото на патека кај што детенцето или како што Милан Дурло го вика детулето со очињата од црквата цело време ја гледа Бистра, Сандакташ или правецот према Богородица. Нека биде тоа повод за сите што ја посакуваат убавото во природата, што посакуваат чествување на делото, да бидат дел од таа програма. И се надевам дека едно здружение почитувачи на дедо Доситеј биде иницијатор за многу убави работи кои се во содейство со доброто во регионов или во држава во целина, секако преку Македонската православна црква. Целосното интервју со Душко Шаревски ќе го емитуваме по завршувањето на денешните регионални вести. Поети од Македонија, Хрватска, Србија и Бугарија ќе учествуваат на меѓународниот фестивал Литературни искри што ќе се одржи викендов во Гостивар. Комисијата со председател академик Катица Ќулавкова ги избра најдобрите автори кои влегуваат во трка за наградите. Избрани се најдобрите поети од конкурсот за меѓународниот фестивал Литературни искри што ќе се одржи викендов во Гостивар. Меѓу нив покрај домашни има автори од Хрватска, Србија и Бугарија. Од Центарот за култура Аснон велат дека се задоволни и од интересот и од квалитетот на пријавените поети. Изборот на најдобрите го направи комисија, чиј председател е академик Катица Ќулавкова. Комисијата која беше составена, уствари е составена од 5 члена, ти одвоија 13 кои ќе се напреваруваат. Фактички на ден 23 тие ќе ги читаат своите творби и на 24 ќе се одлучи кој ќе биде добитникот. Фактички ќе се оди на категорија Гран При и на категорија наградени како прво, второ, трето мелки, нормално други награди. Според биографиите што ги читаме и нивниот тек на креативноста, колку ја можев да проценам, се прави мојбет за категорија на големи писатели. Отворањето на фестивалот е во сабота навечер во летниот амфитеатар на Кеот на Вардар. Наградите се доделуваат во недела на свечена манифестација во чест на 24 мај, денот на сесловенските просветители. И во двата дена предвидена е богата програма со учество на средношколци и уметници од Гостивар. Ке имаме екстра други поканети, врвни личности на пишувањето, ке имаме музичка програма, фактички мисијата на Центарот култура и на градот Гостивар не е само промовирање на туѓи културни вредности, него целата програма ќе биде составена од културната програма, вако условно речено, ќе биде составена од наши сограѓани уметници, така што ќе возможуваме на други да ја промовираат нивната култура и ние ќе пробаме да ја промовираме нашата градска култура према гостите што ги имаме. Тоа ќе биде и на македонски, албански и на турски јазик. Сите пријавени поети кои учествувале на конкурсот ќе бидат застапени во заеднички алманах кој ќе се промовира на манифестацијата. Поетскиот фестивал во Гостивар го организираат Центарот за култура и Сдруженијето Културен бран со поддршка на Министерството за култура. Откажаниот свечен годишен концерт на Сдруженијето за култура и уметност Илјантевски смок од Тетово ќе се одржи на 26 мај. Сите граѓани кои купиле билети за 17 мај со истите ќе можат да присуствуваат и на концертот во вторник.
За на 26 мај е презакажан свечениот годишен концерт на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок од Тетово, кој првично требаше да се одржи на 17 мај. Наредниот вторник, љубителите на фолклорната и музичката уметност ќе имаат можност да уживаат во програмата која ќе биде изведена на сцената на Центарот за култура во Тетово со почеток во 19 часот. Ко председател на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок, сакам многу да се извинам на сите оние кои што ги набавија билетите за свечениот концерт на 17.5.2015 година, поради оправдани причини кои што и самите вие ги знаете. Еве решивме да место на 17 го одржиме на 26 мај во 19 часот во Центарот за култура Илјо Антевски смок Тетово, и на еден начин да го насочиме одбележувањето на 93 години постоење на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок Тетово. Во вечерната програма ќе настапат членовите на хорската, пејачката и фолклорната група, каде што со своји точки ќе дадат голем принос во одбележувањето на патронатот и годишнината. Сите граѓани кои купиле билети за 17 мај, со истите ќе можат да присуствуваат и на концертот во вторник. Со истите билети може да дојдат пред Центарот за култура и на тие седиште каде што им се картите, на тие седишта може да си седнат. Медиумски покровители на свечениот годишен концерт по повод 93 години постоење на Сдруженијето за култура и уметност Илјо Антевски смок од Тетово се радио и телевизија КИС. Доцна ноќеска се случила сообраќајна несреќа во скопската населба Ново Лисиче. Автомобилот БМВ со скопски регистерски таблици со голема брзина удрил во задниот дел на цистерната, што била паркирана на бензинска пумпа. Според полициски информации, 3 момчиња се тешко повредени, а 2 сопатници од возилото се полесно повредени. Несреќата се случила на булеварот Србија утрово околу 3 часот. Разговорите кои се водеа во Страсбур меѓу делегацијата на ВМРО ДПМН предводена од председателот на партијата и премиер Никола Груевски и делегацијата на СДСМ предводена од председателот на партијата Зоран Заев траеле до раните утренски часови, односно до околу 3 часот и 30 минути. Тие се водеа со посредништво на европратениците Иво Вајгал, Едвард Кукан, Ричард Ховит и еврокомесарот за соседска политика Јоханес Хан. Двете делегации заедно со нивните олеснувачи се договориле изутринава да излезат со заедничко соопштение за содржината на разговорите. Средбата не беше залудна и вредеше што се одржа, оцени Иво Вајгал. Лидерот на ДУИ Али Ахмет изјави дека некои борци на ОНА биле дел од вооружената група во Куманово и дека нивните мотиви и цели не му се јасни и оти нема причина за нова војна. Тој во интервју за австријски весник нагласува дека ОНА беше демобилизирана во 2001 година и лицата кои сега се повикуваат на неа тоа го прават како поединци. Ахмет и нагласува и дека не сака да учествува во теориите на заговор што се шират низ медиумите. Тој отфрла теоријата на Русија дека настаните во Македонија се провоцирани од НАТО, ЕУ и Вашингтон. Според него постои можност Русија да се обидува да го зголеми влијанието во Македонија, но тоа, како што наведува, тој нема да ја успее. Ахмети смета и дека нема потреба за ревизија на Охридскиот договор или за креирање нов за да се регулира соживотот меѓу албанците и македонците во земјата. Трета ноќ протестантите пред владата ја поминаа ноќта во шаторите на Елинденска, велат дека таму ќе останат се додека не падне владата. Пораки за оставка и денеска од пред владата упатија граѓански активисти и членови на опозицијските партии. Но оние пак кои се пред собранието, ова им беше втора ноќ. Тие тврдат дека се таму за да ја чуваат, како што велат, демократијата и изборната волја.
Албанскиот премиер Еди Рама изјави денеска дека неговата земја ќе го поддржи влегувањето на Македонија во НАТО, но најважната работа според него е гаранција за спроведување на Охридскиот договор. Тој во обраќањето на регионалниот самит против тероризмот во Тирана рече и дека ги поддржува напорите на сите земји од Балканот, вклучително и на Косово, за влегување во НАТО, но за Македонија тоа е условено. Според него случувањата во Куманово се неприфатлива трагедија и ризично е кога се мешаат поимите. Поимот тероризам и поимот албанци во Македонија се сплотиле, како што наведува тој, и тоа е неприфатливо во време кога албанците се важен државотворен фактор за земјата. Джихадистичката група Исламска држава деновиве екзекутирала свој член албански државјанин, бидејќи одбил и натаму да продолжи да се бори на боиштата во Сирија. Станува збор за Ервин Хасанај, кој заедно со семејството во Сирија заминал во 2013 година. Според тиранскиот весник Шекули, за Сирија го регрутирал и преку аеродромот во Тирана за Истанбул бил испратен од самопрогласениот имам Бујар Хиса од џамијата во селото Мезес, кој една година е во притвор во најобезбедуваниот затвор во Тирана. Преговорите со Грција многу бавно се одвиваат, изјави германскиот министер за финансии Волфганг Шојбле. Според него, разговорите се насочени кон реализација на актуелната спасувачка програма и оти нема смисла да се шпекулира за план Б. Европските лидери претходно оценија дека било малку веројатно брзо да завршат преговорите за спасувачката програма за Грција и од истите треба да бидат забрзани пред Атина да остане без финансиски средства. 7.000 бегалци од Мјанмар, Бангладеш ќе бидат згрижени во Малезија, Индонезија и Тајланд, откако министрите за надворешни работи на овие земји донесува ваква одлука. Тие неколку недели бараат спас и пристап до копното. Властите на трите земји ќе обезбедат храна и лекови, а ќе одредат и локации на кои во привремени кампови бегалците ќе добијат сместување. Оние што сега ќе бидат прифатени ќе добијат социјален азил во траење од 1 година, а нивниот конечен статус ќе се решава во меѓувреме. Од оштетен нафтовод се излеа 79.500 литри нафта во Тихиот океан, формирајќи лента долга 6,4 км долж централниот брег на Калифорнија. Реагирајќи на миризбата, властите вчера ја пронашле лентата излијана нафта, формирана во океанот во должина од 800 метри. Тие ја следеле трагата од нафтата на копното од оштетениот нафтовод, која се сливала во одвоен канал под автопат во одвод кој се влева во океанот. Крайбрежната стража и службите за итни случаи почнаа со акција за пружање помош. Во Македонија предпладне беше сончево со мала до умерена облачност, а попладне наместа со повремен локален дожд со ретки грмежи, особено во источните делови од земјава. Утринската температура се движеше од 9 до 16, а дневната од 24 до 30 степени. Утре ќе настапи преодно стабилизирање на времето. Ќе имаме променливо облачно време со повремени сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат од 8 до 14, а дневните од 22 до 29 степени. Тоа беа информативните содржини кои ги подготвивме за вас. Следете не и понатаму. Пријатно!